Добро вечер и од мене, добро вечер, добри луѓе, драги сограѓани, драги пријатели, благодарам што еве и денеска дојдовте овдека да протестираме заедно против сите оние неправди кои што за жал се денеска секојдневие во нашата Македонија. Пред да започнам, ве молам да ги користиме маските за да се заштитиме себе си и тие околу вас. И покрај заразата, тоа што денеска сме собрани овде, укажува дека на народот му е прекипено и има вистинска мака. А таа мака денеска се вика мафија. Таа мафија донесе реваншизам по сите основи и терор врз обичниот човек. И тука не зборувам само за терор, притисоци и уцени врз ВМРО ДПМН, туку за реваншизам кон се што е различно од мафијата и различно од СДСМ. И овој протест го посветувам првенствено на стотиците и илјадниците луѓе кои трпат терор и мобинг на дневна основа, само затоа што ја говорат вистината за мафијата. Ке зборувам ова вечер за вистински примери. И ке набројам неколку случаи кои што се еклатантен пример за ова и ке замолам јавноста и медиумите да обрнат внимание на сето тоа. Затоа што тоа е последната брана преку која се обидуваат да ја зачуваат собствената фотеља. А фотељата за нив значи пари, моќ, но и поважно одложување на тоа да се соочат со одговорност. Но иако тоа може малку да доцни, треба да знаат дека од правдата нема да избегаат и ќе се соочат со неа еден ден. Ви го давам зборот за тоа. А сега, почитувани браќи и сестри, би сакал да споменам неколку примери кои што треба секој да ги знае, а кои што нели власта на дневна основа ги спроведува. И тоа, денеска можете да сретнете татко на 3 деца кој останал без работа само затоа што одбил да излезе и да гласа на последните предвремени парламентарни избори за коалицијата која што ја предводеше СДСМ. Самохрана мајка е оставена без единствени приходи и избркана од работа само затоа што одбила да биде дел од структурите на СДСМ и да земе членска книшка од СДСМ. Преместен на работно место од Скопје во Кичево на Ископ на Јаглен за да сам си замине од работа затоа што гласно рекол дека Заев е криминалец. Му ги скратиле субвенциите затоа што излегол да протестира, за парите кои Министерството за земјоделие му ги ветило, а не му ги исплатило. Го дале на дисциплинска одговорност само затоа што бил забележан во спотовите кои што на изминатите предвремени парламентарни избори биле промотивни за коалицијата која што ја предводеше ВМРО ДПМН. Да не зборам за оние бројни стигматизирања, притисоци на дневна основа на луѓе кои се честни и не мислат како власта. И не е само реваншизмот во државните институции, туку и теророт на мафијата секаде каде што таа може да допре. Имаме отпуштање од работа кај поголеми приватни фирми кои се блиски до власта. Да не зборам за уцените кои ги прават кон газдите на компаниите, за да тие благонадежно одработуваат за истата таа власт. Ги чувме вечера и Горан и Кире. Проговорија јавно за тоа што нема што повеќе да загубат. И го бранат своето достоинство, својата чест и својот углед. А како нив има стотици, да не речем милијадници. И знаете каква неправда е да избркате човек од работа поради став и мислење различно од вашето. Да ги оставите без корка леп, кога за мафијата има милиони. Кога родител не може да обезбеди пристојна вечера за своите деца. Кога луѓе грамади плачат затоа што власта им ги уништува семејствата. Нема да ги споменам имињата на жртвите од теророт, иако им ги знам судбините, им ги знам маките, им ги знам страдањата. За секој еден од нив денес протестирам за да се чуе гласно за нивната судбина. Сакам сите да знаат
Овој терор и реваншизам се случува не затоа што е силна мафијата, туку затоа што се кукавици и затоа што се уплашени. Тие се уплашени затоа што луѓето гласно говорат. А слична судбина ги чека и приватните компании, бидејќи ги слушнавме пред некој ден како Заев се фали дека имал стратегија за приватните компании. Оние кои бележат загуби, да ги остави да потонат, а оние на кои локомотивите им влечеле напред, ги вика да им помогнал. Такви локомотиви се плантажите за марихуана на Батевица. А на сите други, Заев им порача да не чекаат помош од државата, туку да го стават клучот и да ја затворат вратата. Толку ниско падна премиерот што се фали колку универзитети, колку факултети затворил, а не колку отворил. Затоа што нема такви со што да се пофали. Имаме силна дисторзија на вредностите во секаков поглед. Тоа мора да престане. Мора да престане теророт врз луѓето. Мора да престане тие да губат работа затоа што се припадници на некоја партија или мислат поразлично од власта. И за се тоа ја повикувам и меѓународната заедница. И таа иста меѓународна заедница која што се повикува на владење на правото, да излезе и да ги слушате овие човечки судбини. Да слушате како денеска родителите солзи ронат затоа што не можат да обезбедат пристојна екзистенција за своите семејства, затоа што ги гледаат натажените лица на своите деца на кои што не можат да им обезбедат компјутер за да следат настава како што тоа го прават своите врсници, затоа што имале само еден греф. Биле активисти или ја поддржувале опозицијата или имале различно мислење од тоа кое што го има власта. Затоа ги повикувам и сите оние невладини или владини организации кои што денеска користат грантови. Излезете, поразговарајте и со Горан и со Кире, но поразговарајте и со сите оние илјадници ваши сограѓани кои што денеска не знаат како да го поминат месецот. Разговарајте за нивната судбина, да видите зошто истите тие денеска протестираат овде. Протестираат овде затоа што протестираат против неправдата и маката која што е нанесена од СДСМ и Зоран Заев. Затоа што денеска се преместуваат луѓе од Скопје во Кичево, од Кичево во Битол, од Битола во Велес, од Велес во Делчево, само затоа што се неистомисленици со власт. Затоа ве повикувам сите да ни се придружите и на следните вакви настани, и на следните протести кои што ќе бидат од различен карактер и за различна содржина. Да се исправиме пред неправдите, да си ја земеме судбината во наши раце. Затоа што никој не може да ни помогне ако самите не си помогнеме. Почитувани сограѓани, нема да бидеме поблиску до Европската Унија кога луѓе трпат тортура и реваншизам. Европа таквите перјаници и кукавици кои го прават тоа ги реди на маргините и со лицето свртено и соочено со правдата. Затоа, како што кажав, денеска протестираме од Министерството за неправда до Министерството за тортура, овде позади мене. За да кажеме дека народот го поведил стравот и дека ќе паднат без оглед колку силно сега се држат заковани, залепени за нивните удобни фотели. А секој обесправен се до последниот. Без разлика дали е тоа тортура кон македонец, албанец, турчин, ром, србин, влав, бошњак, египќанец и останатите, да ми простат што не ги споменав, наши сограѓани од различна етничка припадност. Дали е ВМРО, ДПМН или не, може да се обрати до нашата партија и ќе најде на отворена врата. Ние сме со народот, ќе ви помогнеме, ќе го одбраниме и заедно ќе истраеме, затоа што само така заедно сме посилни и само така можеме заеднички да одбраниме Македонија. Да сте ми живи и здрави, нека ни е среќен празникот, нека ни е среќен вечер 11 октомври и се гледаме повторно на улиците
да протестираме против оваа тортура, неправда и заедно да ги браниме националните и државните интереси на нашата Македонија. Ви благодарам од срце.